Добро утро студио, добро утро сите гледачи на Сидел телевизија ова утро. Може, доколку сакате да ги пробате, може да присуствувате на трпезата која што ќе биде поставена за сите присутни во Прилеп, а тоа е во четврток за големиот христијански празник Свети Никола. Инаку како што и сами може да видите од сликата што се наоѓа позади мене, веќе во Прилеп се чувствува раздвиженоста и таа предпразнична атмосфера за празникот Свети Никола, кој што од 2006 година е прогласен за заштитник светител на Прилеп, а како што и каже и Маријан, овој празник е прогласен за заштитник светител на Прилеп, затоа што околу 50% на граѓаните во Прилеп за своја куќна слава го имаат токму овој празник. Затоа често пати на шега граѓаните на Прилеп велат дека овој ден за Прилеп треба да биде прогласен неработен. А зошто неработен? Затоа што 50% како што кажавме од граѓаните го слават овој празник, а останатите пак 50% на овој ден им одат на гости. Така да целиот овој ден за граѓаните на Прилеп има едно посебно значење и се прославува во еден посебен празничен дух. Кога ќе се спомне празникот Свети Никола во Прилеп, секако тука е и богатата постна трпеза која што им се нуди на оние кои што ќе дојдат на славата, која што најчесто е составена од граф, риба и надалеку познатите прилепски мали специјалитети, а тоа се постните сармички. Ете токму тие мали постни сармички во 2008 година го внесува овој град во Гинисовата книга на рекорди, кога вредните раце на прилепските домаќинки изработија 60.000 постни сарми. Со текот на годините тој рекорд можеби беше турнат неколку пати, една година мислам дека беа изработени дури околу 120.000 постни сарми, но сепак Прилеп остана запишан во Гинисовата книга на рекорди со изработени 60.000 постни сарми. Нормално тој рекорд не е турнат се до денес и кој би го турнал кога овие специјалитети единствено на ваков начин се изработуваат токму тука во градот под Марковите кули. Овие постни сарми ги има и во други градови во Македонија, но тие во Прилеп се посебни. А зошто се посебни? Ќе ни кажат токму прилепчанките кои што ги изработуваат. Екипата на Сител ова утро се наоѓа на местото каде што треба да се подготват околу 60.000 постни сарми за овогодинешната градска слава. Добро утро и Ирлија работа. И за многу години празникот. Тука до нас како прва соговорничка е Љубица Петреска од Сдруженијето Мајка Традиција. Љубица, како што кажаме, овие мали постни сармички се единствени кои што се изработуваат од ваков тип во Прилеп. Зошто е тоа така и како се изработуваат? Јас прво да ви кажам дека сме горди, среќни денеска што вистински ги завиткуваме овие прекрасни сармички, затоа што ги виткаме со голема љубов и задоволство. Овие сармички на Светиниколската постна трпеза, поставена во плочникот на Прилеп, на нашиот Свети Никола, со задоволство ги виткаме затоа што ни зрачат на постната трпеза покрај рибите, покрај маслинките, покрај домашното винце, ракиичката и прекрасното прилепско гравче. Нив ги одликува тоа што се навистина малечки. Нив ги одликува зрачат на масата кај што се поставени за Свети Никола и посебна драж има, посебна убавина во јадењето и во вкусот. Како се подготвува, што содржи една мала постна сарма? Една мала постна сармичка што состои. Како се прави да видиме? Еве сега. Значи, ливчината прво се кројат. Има жените едни кројат, а другите еве вака се виткаат и убаво се завртуваат да не може оривчето да излези. А во оривчето шо има? Во оривчето имаме само оривче, масло повеќе, пипер црвена, биберче, солца малку, затоа што оваа зелка сторена му дава толку убав вкус, не мора да биде многу солен, и црвена пипер да има убаво. И посебно е вкусна со повеќе масло варена и нативко. Значи, овие постни сарми зрачат на Светиниколската постна трпеза во центарот на градот. Едно сарме на еден залак? Да ти кажам и така е вистина. По едно сармиче на еден залак и да се воодушевиш од убавината. Али посебно сме горди што си ја одржуваме оваа традиција, ради тоа што Свети Никола и покрај други слави што ги имаме, не здружува, не сближува сите граѓани на Прилеп и со нашите семејства, кои се појдени, кои ван Прилеп и странство сида за Свети Никола, за славите на своите мајки. Затоа што Прилеп, верувајте ми, едно 3/4, ако не, си го прави Свети Никола.
Благодарам за говорот. Тука веднаш се наоѓа и Милка Ѓореска од Сдруженијето на пензионери на Прилеп. Добро утро и за вас. Добро утро, ве поздравувам сите од Сдруженијето на пензионери од Прилеп. Покрај што се виткаат сармите, маливе сарми за Свети Никола, но голема улога игра и варењето на сармата. Сепак та треба некој да ја нареди. Можете да ја видите колку убаво е наредена. Да, вистинска уметност представува редењето, може да го подигнеме малку садот каде што се наоѓаат. Сега, од оздола прво се редат листови, за да не загори сармата, после се редат сармите на секој ред, се клава црвен пипер и масло повеќе, за да може убаво да се вари. А на секој ред то редиме по 3 до 4 реда на овие шерпи. Покрај то сето, се тура и внатре и од растолницата, за да биде убава сармата. Колку време се вари? Па зависи, тој што ќе ја вари сармата мора да биде покрај тенџерето за да не загори. Па сигурно да 3-4 сати ова тенџере треба сигурно да се вари. А не на силенога, него на тивок. Значи што вело дека подготвувањето на сармите е друштвено јадење, не само што се јади во друштво, него и се подготвува во друштво. Ниту една плепчанка сама не витка сарми, него секогаш вика. Да, секогаш се викаме и домашна слава да ни е обавезно. На кој нема слава, си одиме си виткаме по 2, по 3, 4 жени за да се завитка сарма, па ова стварно е голема уметност за да ја направиш ова сарма. И ова година сармите ќе бидат вкусни. Тука се наоѓа и Лилијана Ѓорѓиевска од Сдруженијето Прелба. Добро утро, Лилија, и за тебе. Добро утро. Свети Никола, како што кажавме, е градска слава која што прославуваат огромен дел на прилепчани. Како овој ден се одбележува за Прилеп и што значи за прилепчани? Ова е голем ден како семејства, меѓутоа и за градот Прилеп. Како што спомнавте, од 2006 година ја зедов некако градска слава, па некаде 80% од населението ја имаме како слава. Многу е свечено, ние се чувствуваме како христијани, православни. Погледнете ги лицата на жените кои виткаат сарми, тие здрачат. Значи, ова за нас е голем ден. Исто и за младите. Мојата керка живее во странство, меѓутоа, ова слава ја слави таму каде што е и витка вакви посни сармички. За нив таму ова е непоимливо дека ние можеме со раце да ги свиткаме овие сарми. Прашува ја какво е тоа машинче со кој ги виткате сармите. Таја кога му покажа, ова е машинчето. Вие прилепчанки сте многу вредни и младите сакат да ја негуваат традицијата. Ние се трудиме, бидејќи тука сме сите повозрасни, се трудиме ова традиција да ја пренесиме и мислам дека во голем дел успеваме во тоа. Благодарам и на вас. До вас е тука вашата именјачка Лилијана Петреска од Сдруженијето Орхидеја. Како што спомна и Лилијана претходно, колку младите ја почитуваат традицијата, колку знаат да го подготвуваат ова традиционално прилепско јадење? Некој зна, некој не зна. Кој како што се интересира, име помлади, некој сака да си ја продолжа традицијата, се уча, сака да нешто да дозна, а некој кој што не сака да ја научи. Ама повеќе гледам некако и младите продолжува оваа традиција да биде. Овие настани сепак придонесуваат за продолжување и на таа. Да, овие настани обично за градот нашиот Прилеп, херојски град, почнува да се слави убаво и свечано се. Да. Благодарам на разговорот. Како што можеа да видат и нашите гледачи, навистина станува збор за изработка на едни интересни специјалитети. Минатата година домаќин на градската слава беше градоначалникот Илија Јовановски заедно со неговата фамилија, а оваа година е прилепчаницот Кире Небрежанец. Добро утро, Кире, и за тебе. Добро за многу утро. години празникот За и честито многу години. кумството за оваа година. Благодарам. Кажете ми како дојдовте до идеја пред се да се пријавите минатата година за да бидете кум на градската слава која што по 14 пат ќе се одржи во Прилеп. Прво поздрав до гледачите на сите телевизија и на цела македонска јавност. А во врска со вашето прашање, ома да ви кажам, на прво што ми дојде, значи она христијанство што го носиме, мислам сите македонци, посебно тоа ми беше храброста во мене. Сум фамилиарен, имам 3 черки и идејата ми беше точно таа да може традицијата на општина Прилеп да ја пренесам и на моите черки, чисто онака да се може да се негува овај голем христијански празник наречен Свети Никола. Дали Свети Никола може би и ваша куќна слава? Не, наша слава која е Арангел Свети Архангел Михаел,
ова го правиме чисто од некоја побуда, да кажем, во врска со христијанството кое владе во нас. Храброста сме, мислиме дека ова работа мора да пренесеме на нашите деца и општо да може да ова работа спроведува секој Прилепченец, па и не мора да биде од Прилеп, да биде домајчин на ова голема. Како и секоја година, така и ова година, традиционално постна трпеза за сите присутни ќе има во центарот на градот. Да, за ова година, како што сами гледате, се спемаат некако 600.000 сарми, се спема граф, се спема риба, се спемаат маслинки и сите останати работи кои се потребни во врска со почистувањето на народ кој ќе биде присутен на плоштадот во општина Прилеп пред Параклисот. Исто имаме обезбедено доволна количина на алкохолни и на безалкохолни пијалаци. Кире, ви благодарам за вашиот разговор и уште еднаш честито кумството за оваа година. Да, благодарам до сите телевизија и до сите останати. Чест ми е задоволство да и поканам сите кои обожаваат ова слава да бидат присутни на плоштадот во општина Прилеп пред Параклисот. Благодарам. Ви благодарам. Инаку, одбележувањето на празникот Свети Никола во Прилеп започнува традиционално како и секоја година со свечена божествена литургија во црквата Свето Благовештение во Прилеп, со која што ќе чини началство митрополитот Преспанско-Пелагониски владиката Петар, а за оваа година свое присуство има најавено и архиепископот на Македонската православна црква, господин Стефан. Веднаш после литургијата, одбележувањето започнува со мал водосвет и свече и режење на славскиот колач во близина на центарот на Прилеп, каде што изграден Параклисот на Свети Никола, а веднаш потоа започнува и таа свечена трпеза каде што ќе се послужат овие 60.000 мали постни сарми кои што се подготвуваат позади мене. Инаку кога станува збор за Свети Никола, морам тука да споменам дека Свети Никола освен со постната трпеза се поврзува и со хуманоста. Во Прилеп во овој момент по повод празникот се одржува и Свети Николскиот турнир во мал фудбал, чии што средства ќе бидат доделени за нашиот сограѓанин Дејан Најдовски. Исто така Сдруженијето Епилепсија Македонија во чест на празникот Свети Никола има подготвено и хуманитарна акција во неколку маркети поголеми во градот, има поставено кошнички каде што луѓето можат да донираат храна. Исто така, во сите православни храмови, во сите цркви во Прилеп, од вчера во центарот на храмовите се поставени посебни црвени кутии, каде што граѓаните ќе може да донираат парични средства. Кутиите во црквите ќе бидат поставени некаде до крајот на овој месец, кога потоа паричните средства се собираат и со нив вработените во црквата Свето Благовештение купуваат прехранбени производи и средства за лична хигиена, прават одредени пакети кои што потоа ги доставуваат до социјално ранливите категории. Еве еден апел до сите оние граѓани кои што имаат можност да донираат колку што можат повеќе, така да и оние граѓани кои што немаат можност нека го почувствуваат духот на празниците и достојно да го одбележат Божик и новогодишните празници со помош на нашите донации. И еве уште еден апел до сите оние кои што сакаат да присуствуваат на градската слава Свети Никола, може да дојдат во Прилеп во четврток и да присуствуваат на еден навистина необичен настан.